Благодарам председателе, почитувани колеги, почитувана председателка на Републичкиот судски совет, почитувани новинари. Прво што сакам да забележам е дека многу е индикативно што председателката на Судскиот совет не се пријави, макар во 10 минути, да даде образложение за извештајот на Судскиот совет. Доколку имало било што за пофалба, конкретен напредок во работата на Судскиот совет, ќе можеше таа тука во едно кратко излагање да ги посочи главните успеси на Судскиот совет во изминатите година, 2, 3 или 4 наназад, кога и таа била член, а сега председател на Републичкиот судски совет. Но незиното непријавување да ни даде едно образложение не е само непочитување кон собранието, туку и индикација дека не достигаат аргументи за сработеното во Судскиот совет. Втората работа, зашто овој извештај на Судскиот совет е нерелевантен и сметам дека истиот треба да се земе со резерва, е самата изјава на досегашната председателка на Судскиот совет, Павлина Црвенковска, која што поднесе оставка. Кога се подготвувал овој извештај, таа била председател на Судскиот совет, а кога поднесува оставка ноември минатата година, изјавува дека веднаш по мојот избор на функцијата започна медиумска хајка со крајна цел да си дадам оставка, бидејќи мојот избор за председател на Републичкиот судски совет не одговарал на одредена судска и бизнис елита. Тоа значи дека во содржината на овој извештај се замешани и невидливите постапки на актерите кои што таа ги нарекува судска и бизнис елита. И продолжува дека таа се надева, кога дава оставката, дека идниот председател на Републичкиот судски совет ќе биде подобен за оваа судска и бизнис елита. Прашањето е дали денес тука со нас го имаме подобниот председател на Републичкиот судски совет, подобен за судската и бизнис елита, за која што претходната председателка на Судскиот совет тврди дека постои и дека се меша во работите на Републичкиот судски совет. И втората работа што сакам да ја истакнам и сметам дека е многу важна, беше наценат и од претходниот говорник и од председателката на Судскиот совет, тоа е одлуката на Уставниот суд. Одлуката на Уставниот суд да се укине членот 8, став 3 од Законот за Судскиот совет не е случајна одлука. Ниту пак измените кои што беа направени 2019 година тука не беа случајни измени. Тие измени беа направени за да може партиски послушник на СДСМ да стане председател на Судски совет, иако никогаш не бил ниту еден ден судија. Затоа беа измените, ние и тогаш предупредувавме дека тие измени се неуставни, но тогаш опозицијата беше квалификувана како неконструктивна, дека тие измени се прогресивни. Еве видовме до кај стигнаа тие прогресивни измени во Законот за Републички судски совет, а Уставниот суд, без разлика на се, донел одлука која што мора да се почитува. И таа одлука предвидува дека не смее да има дискриминација кои членови на Републичкиот судски совет смеат да конкурираат за председател на Судскиот совет, а кои членови не смеат. При тоа фаворизирајќи политички назначени членови затоа што се гласани од политички представници во Собранието на Република Македонија. И Уставниот суд утврдува дека одлуката, односно членот 8, став 3 од Законот за Судски совет, кој што предвидува дека за председател на Судски совет се избира член само од редот на оние кои што се избрани од страна на Собранието на Македонија, е дискриминирачка и неуставна. Затоа моето прашање е, дали како председател на Судскиот совет сте подготвена заради оваа одлука на Уставниот суд која што е опишана како дискриминирачка и неуставна, а врз основа на истата вие сте избрана, да поднесете оставка и потоа да овозможите фер трка секој член на Судскиот совет да може да се кандидира за председател на Судскиот совет. Зошто да не може Ивица Николовски да се кандидира, а сте можеле вие?
Зошто да не може Мирјана Стевкова да се кандидира за председател на Судскиот совет, а сте можеле вие? Зошто не може Ханиф Зендели или Мери Радевска да се кандидираат за председател на Судскиот совет, а сте можеле вие? Морално би било од ваша страна да си поднесете оставка после оваа одлука на Уставниот суд, која што цени дека вие сте избрани врз основа на дискриминирачка законска одлука, донесена од пратениците на СДСМ, и потоа нека се отвори внатре една фер плей игра и нека можат сите членови на Судскиот совет да се кандидираат, па ќе видите и вие самите колку тежите и дали ќе бидете повторно избрана за председател на Судскиот совет или ќе биде избран некој судија кој што има значително поголемо искуство и стручност за оваа работа. Благодарам многу.